Значи вака, согласно редовната проверка на доставените изјави за интереси од 2017 година од страна на избрани именувани лица, се утврдува листа на лица кои извршуваат две или повеќе функции во исто време. Имено, согласно член 76 од Законот за спречување на корупција и судир на интереси, Државната комисија констатира постоење на судир на интереси кај истите лица, пошто Државната комисија ќе ги извести писмено службените лица и во рок од 15 дена од доставувањето на одлуката, потребно е лицата да си го отстранат судирот на интереси. Покрај претходно наведеното, согласно член 44 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, избрано или именувано лице за време на трајање на неговиот мандат е должно да ги почитува правилата за неспојивост на функцијата која ја врши со други функции или дејности утврдени во Уставот и законите, пошто, согласно член 105 од истиот закон, се отвара прекршачна постапка за сите лица во утврдената листа поради извршување на повеќе функции во исто време. Листата е следна. Љупка Јаневска, член на управен одбор на Државен студентски дом Дане Божинов од Пробиштип, е истовремено веде директор на детска градинка Гоце Делчев од Пробиштип. Габриела Илиевска, член на совет на општина Кратово, истовремено е член на управен одбор на детска градинка Царка Андреевска од Кратово. Александар Цуцуловски е член на одбор на директори на АД за изградба и стопанисување со стамбен простор и со деловен простор, а истовремено е член на управниот одбор на Државен студентски дом Пелагонија. Билјана Манасиева е член на совет на општина Виница и истовремено е член на управен одбор на меѓуопштински центар за социјални работи Виница. Джелал Абдиу е член на совет на општина Маврово и Ростуше, истовремено е член на управен одбор и на Национален парк Маврово, односно Маврови Анови. Кире Алексов е член на совет на општина Свети Николе и истовремено е член на управен одбор на јавно предпријатие за извршување на водостопански дејности Злетовица. Живко Гошаревски, градоначалник на општина Ресен и истовремено е член на управен одбор на јавно предпријатие Студенчица Кичево. Драгана Плешкова е член на управен одбор на Универзитетска клиника за пулмологија и алергологија, истовремено е член на управен одбор на Универзитетска клиника за радиотерапија и онкологија Скопје. Славјана Михајловиќ е член на совет на општина Струмица и заменик народен правобранител во Скопје. Ѓорги Граматиков е член на совет на општина Дојран и е член на управен одбор на детска градинка Кокиче од Дојран, како и член на надзорен одбор на јавно предпријатие за комунални дејности Комуналец Полин од Дојран. Ристо Џинџев е председател на совет на општина Дојран и член на управен одбор на јавна општинска установа Кокиче на детска градинка Кокиче од Дојран. Тони Мартиновски е член на совет на општина Бутел и истовремено е веде директор на управа за животна средина при Министерство за животна средина и просторно планирање од Скопје. Велимир Смилевски е градоначалник на општина Бутел и истовремено е член на управен одбор на Градски трговски центар. Богослав Лескаровски е член на управен одбор на јавно предпријатие за паркиралишта Паркинзи на општина Центар и е член на управен одбор на Агенција за катастар и недвижности. Бедри Велију е заменик на председател на управен одбор на Општа болница Куманово и председател на управен одбор на Центар за јавно здравје Куманово. Томче Ѓуровски е член на совет на општина Аеродром и истовремено член на надзорен одбор на Македонски железници АД Транспорт. Милена Стројмановска е член на совет на општина Куманово и член на управен одбор на Национална установа Центар за култура Трајко Прокопиев од Куманово. И Маријан Неделковски е член на управен одбор на Државен студентски дом Скопје и е истовремено член на управен одбор на ученички дом Лазар Лазаревски Велес.